Благодарам, почитувана председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани колеги. Најнапред би сакал да го истакнам тоа што во еден ден корешке имаме паралелно седница на собранието на државата, имаме комисија за европски прашања, имаме комисија за политички систем, имаме хиперпродукција на предлози на закони, измени на закони, извештаи и така натаму. И ниту ние пратениците кои што го работиме ова, пуште помалку јавноста, претпоставувам дека не може ниту да не следи, ниту не може да го фати крајот. И сметам дека тоа е некоректно, затоа што како водеачко мнозинство, кое што ги има мнозинството на комисиите, особено денешниве 100% ги имате председателите на комисиите, како и председател на собранието. Може само да ве замолам процедуралниот дел да го преска не ми дававте, за да ви одговорам. Па не ми дававте преска, па си го памтите сега вие, јас си го запишав од преска ми. Така што генерално сметам дека тоа не е во ред да вршите свој виден политички терор во рамки на собранието како институција на оваа држава. Вториот дел кој што го забележувам до вас е тоа што доколку не реагираме пожестоко, како председател на комисијата, не го чувате дигнитетот на собранието и на комисијата, и тоа ви го зборува во континуитет скоро 2 години. Мораме да престанеме да разни предлози на закони ни доаѓаат од страна на државни советници, државни секретари, така натаму, бидејќи ова собрание бира министер и бира заменик министер, кој што е тука да излезе во пресед кога министерот е спречен на работа. Преходно од правда имавте државен советник, кој што е вработен, не е функционер. И сметам дека тоа не е во ред и не би требало да се дозволувате да реагираме цело време процедурално и луѓето кои што се овдека се чувствуваат непријатно, затоа што немате класичен принцип дека не примате или министер или заменик министер треба да дојде. Тој може со себе да има уште 5 луѓе, али тој мора да го образложи она кое што ни го предлага. И не заборавате дека ние бираме и министер и заменик, а граѓаните плаќаат и министер и заменик. Тоа е околу процедурално.